Представете ни се со вашето целосно име и презиме. Јас сум Јовица Страшевски. Зошто сте тука? Во што е проблемот? Проблемот е што на мојот син беше извршено емоционално, социјално и психичко насилство од страна на двајца наставници во основното училиште Војначен Ордински. Како вие дознавте за тоа и во што се состои тоа насилство? Јас дознав за тоа пред крајот на школската година, кога неколку дечиња од класот, од оделението каде што учи мојот син, ме повика и ми кажа: Јовица е многу тажен и во моментов не е со нас, е малку на страна и плаче. Викам: зошто, што се случило? Тие кажаа дека е навредуван од страна на наставниците по македонски јазик и по музичко воспитување. Дали ги проверивте тие наводи, до какви сознанија дојдовте и дали имате поведени некакви постапки? Така, значи јас разговарав неколку дена дома со синот. Синот имаше некој страв во него за да го признае тоа. Само во еден момент кога јас отидов на школа да поразговарам со класниот, кога ме виде истарче ми кажа: тато, ти не знаеш со какви луѓе јас имам работа. Потоа дојде од неговите другари, пред класниот посведочија дека тоа се случува вистина со моето дете и кажа дека односот не само кон моето дете, туку и кон другите деца е несоодветен. Меѓутоа потврдија дека таков начин на разговор, на навредување, омаловажување и смејување од страна на тие двајца наставници е вршено врз мојот син во текот на цела година. Што конкретно е вршено? По-конкретно, значи, еве да одиме наставник по наставник, значи во текот на целата година од страна на наставникот по македонски јазик мојот син бил исмејуван, навредуван, дури во една ситуација каде што правиле писмено, откако ја направил писмената, некаде 15 на минути пред крај на часот му бил одземен тестот од страна на наставничката, го натерала да ја соблече маицата, да ги вади џебовите, му го истурила ранецот, му бркала под клупа и откако видела дека сето тоа нема ништо и дека детето не препишува, на еден циничен начин го исмејувала пред целото оделение. Ова е само една работа, значи има и други работи каде што му фрлате тратката на земја, му кажува дека му е грд ракописот, дека тој е грд и ред други работи што не доликува вака да ги изјавувам јавно. Дали некој друг тоа го има потврдено? Да, го потврдија децата пред класниот раководител. Добро, како училиштето се справи со оваа ситуација? Би кажали за наставникот по музичко, значи во текот на целата година, покрај тоа што го омаловажувал на час, давал непристојни предлози до мојот син од аспект на тоа дека твоите родители се несовесни, спанковци, не знам што. Синот му има 2-3 пати до 5 пати нека е закаснето кај него на час. Не се соодветни тие зборови, нити некогаш не повикал или кажал на класниот раководител. Јас во една прилика кажав на класниот раководител дека чувствувам дека детето има некој проблем по музичко, меѓутоа не добив никаков одговор од возвратна страна. Ова е начинот на кој тие несоодветно се понашале спрема мојот син. За истото е пријавено, значи случајот го имам пријавено со пријава според упатството на Министерството за образование за ученик жртва, го имам пополнето и пратено до директорката, до наставничкиот совет. Имам поднесено пријава до просветниот инспекторат за вонреден инспекцијски надзор, до МВР, имам поднесено пријава за малтретирање на мојот син. Запознаени се неколку невладини организации. За денес планирам, значи, да одам кај народниот правобранител. Исто така запознаени се и од УНИЦЕФ. Каков беше одговорот од училиштето? Дали од училиштето се уште немам одговор, за жал. Од тоа што јас го имам како сознание, значи на одржаниот наставнички совет прочитан е еден од приговорите кои го дадов, а дадов 5 приговори, значи кажано е дека сите со иста содржина. Не е така, не ја зборувала вистината директорката, бидејќи јас дадов 5 приговори различни, а главниот акцент на приговорите беше предметот по музичко и по македонски јазик, бидејќи мислам дека поради таквата натурена состојба на мојот син, тој има 4, значи не се слаби оценките, туку се 4. За вас беше зборувано од страна на луѓе во училиштето дека ова го правите затоа што барате оценки за вашето дете. Јас првиот пат кога побарав средба кај директорката и го кажав проблемот, кажав дека оценки не барам. Значи денес најодговорно го тврдам
дека оценки не барам. Тие оценки што се на мојот син. Оценките на мојот син не се слаби, тој е со одличен успех поминат, за разлика од тоа што директорката, веде директорката, значи и наставникот по музичко, изјавите што ги дадоа на медиуми се една голема невистина, да не го користам нивниот вокабулар, бидејќи беше искажано дека мојот син е со недобар успех, со лошо поведение, мојот син е со одличен успех, со добро поведение. Ова е како доказ можам да го покажам од електронскиот дневник, каде што мојот син е со успех 4.62, со само 5 неоправдани изостаноци. Нити еднаш во школа не сме биле повикани, нити од педагог, нити од психолог, нити од класен раководител, нити од директор, да ни предочат дека нешто се случува со нашето дете. Добро, оценките не ви се таргетот, што сакате да постигнете? Сакам да постигнам прво да мојот син не биде омаловажуван во иднина во тоа училиште, а со тоа што ќе го постигнам да тој не биде омаловажуван, да ги скратам маките на останатите деца. Би ги повикал родителите, многу добивам поддршка, не е фер од моја страна да ги објавам тие пораки што ми ги пишуваат. Значи во нашите групи, меѓутоа би ги охрабрил родителите како што јас се охрабрив, да се охрабрат и тие и еднаш да се стават крај на сите вакви несоодветни начини на однесување на наставниците кон децата.